Цела година Македонија председава со ОПСЕ. Бујар Османи постојано беше на терен низ земјите членки на организацијата, имаше средби со партнерите, беше блиску до дипломати кои може да помогнат многу во зацврстување на позициите на Македонија на патот кон ЕУ. Сепак ретко кога стана збор за Македонија. Ниту од дводневниот совет на ОПСЕ не се искористија приликите да се лобира. И нашиот случај со непринципиелните условувања од Бугарија да се осветли, смета поранешниот амбасадор во ОПСЕ Зоран Дабич. Како што секој си ја бранеше својата позиција, Македонија не ја искористи извонредната шанса светот да слушне што се случува кај нас, бидејќи сепак прашањето за интегрирање на регионот во ЕУ е прашање за безбедноста, како на регионот, така и на Европа. Не е постигнато или, еве да речеме, испуштено е борбата за националниот интерес, наш најголемиот национален интерес во моментот е пристапување во ЕУ и започнување на преговорите. Знаете дека сме непринципиелно блокирани на нашиот пат кон ЕУ и ова беше изваредна прилика нашиот случај да се осветли пред сите странски представници, пред сите делегации. Според Дабич, позитивната страна од Министерскиот совет пак е искуството, како за дипломатијата, така и за целиот тим кој го организираше настанот. Можностите во дипломатијата се неограничени, вели поранешниот амбасадор во Лондон Јован Донев, и посебно кога имате привилегија да се видите со министрите на сите членки на ОПСЕ, тоа треба да се искористи. Секогаш имате можност да ги отворите еден широк спектар на прашања. Прашањата за соработки во разни сфери, дали е економија, дали е образование, дали е култура. Прашањето на членството на Македонија во Европската унија е прашање на безбедноста на целиот регион. Така да и тоа можеше да се искористи, да се лобира за против позицијата на Бугарија, што нема никаква врска нашето блокирање со евроатлантските интеграции. Според експертите, Македонија можеше да ја искористи и шансата за изградба на конгресен центар кој ќе ни служеше многу во иднина. Тука се испушти шанса да се донесе една одлука за изградба на конгресен центар или конференцијски центар, кој Македонија го нема и кој очигледно, како земја членка на НАТО, утре како ЕУ, како членка на сите меѓународни организации, нас ни треба. Ние го имате едно брдо кај крај каде што многу настани се случуваат, но тие направи еден убав центар кој што кошта феноменален, јас би рекол, кој што чини 9 милиони евра. Дводневниот министерски совет на ОПСЕ, кој беше оценет како еден од најголемите меѓународни настани што некогаш се одржале во Македонија, но власта не го искористи да ги испромовира националните интереси. Граѓаните го платија 5 милиони евра.